Здраво на сите, не знам по кој пат правиме вебинар. Се смејам од преска, ви пратив уште едно подсетување пред 10 минути и викам се гледаме за 10 минути и на некого му стигнало тоа се гледаме за 10 минути, а завчера не му стигнало на поканата за вебинарот и ми се јавуваат луѓе, кај си, тука да не си. Се извинувам ако и во вашиот случај било така. Не можеме толку многу да се потпреме на виберот изгледа. Здраво на сите, само да го наместам ова. Здраво на сите, се надевам дека ве фаќам во убаво расположение. Време во надвор е супер, само пошто сме до Скопје Изгейт и многу е галама, стовараат завршни материјали, не можам да отворам прозор, така да малце топло ќе ми биде денеска. Денеска се гледаме со една многу запоставена тема, значи КНАУФ системи за безбедност и заштита. Ќе покриеме неколку подрачја каде што е потребно стварно малце повеќе внимание во проектите. Мислам дека ќе биде најтежок вебинар, затоа што со вас колегите архитекти сум навикнат да разговарам за теми кои што ви отвараат слобода во проектирањето, збориме за системи кои што ви прават да постигнете уникатен дизајн или некакви напредни својства на вашите објекти. А овој релативно краток вебинар ќе биде на малце поспецифични теми. Јас одма ќе почнам со презентацијата, за да знаеме реално за што зборувам. Ќе го споделам екранот. И ќе си го земам овој Дали ја гледате презентацијата? Мислам дека веќе ја гледате. Значи, денеска ќе збориме за неколку типови на безбедносни системи или системи за заштита. Ги поделив во 4 категории: системи за заштита од рентгенско зрачење, системи за заштита од обивање, системи за заштита од пропукување и неколку многу фасонски, многу интересни делови кои што досега во Македонија не сме ги употребиле, а носат едно повисоко ниво на заштита. Ајде да почнеме со рентгенот. Рентгенот ми е, кога зборам со колегите архитекти, ми е најтежок за размислување, затоа што и најмала грешка во проектирање или во изведба ги остава нашите клиенти изложени на јонизирачкото зрачење на рентген апаратите. Така да, во принцип, во вашите проекти, нормално за рентген тоа се амбуланти, болници, стоматолошки ординации, можеме да донесеме рентгенска заштита во два облика. Тоа се безоловни системи и оловни системи. Одма да разграничиме, двата типа на системи се подеднакво ефективни во заштитата од рентген, со тоа што модерното градежништво и модерните трендови полека бегаат од оловото. Оловото е тежок метал кој што има два проблема. Првиот проблем е производството и складирањето, значи оловото знае да тече, значи губи форма. Се случува, да речеме, рефус олово кога ќе се складира, ако е во ролната да се набие, да речеме, ако оловото било 1 мм, половина од оловото станува на 0,2 мм, половина од оловото отишло веќе на 2 мм, затоа што се набила. Така да, а втор проблем е складирањето на оловото откако ќе си го заврши животниот век. Значи, ако направиме денеска болница, која што има проценет животен век од 50 на години, нашите наследници, кога ќе дојде време да се руши објектот, нема да имаат процедура како да го складираат оловото. Затоа имаме и плочи со оловно каширање и овие од лева страна се сейфборд плочи базирани на барит, бариум сулфат, кој што не е новина. Во Македонија најголем дел од болниците правени меѓу 60 и 80 години се мачкани со баритен малтер во дебелина од 2, 3, 4 cm. Е нормалното време, модерното време направи да го имаме и во гипсена плоча со стандардни димензии. Сега како систем, оловните системи, системите со оловно каширање се читате убаво дека се
имаат во својот состав стандарден профил, значи користиме стандардните профили како за стандардни кнафзидови, па имаме стандардни шрафови, плочи каширани со олово. Системот може да се комбинира и со стандардни плочи, ако е потребна одредена звучна изолација против пожарност или било што, и стандардни маси за исполнена фуга. Дополнително, во системот влегува и самолеплива оловна лента, која што се става во позади плочите. Сега нормално во ваквите системи се пропишува дебелината на оловото. Македонија има агенција за заштита од радиоактивно зрачење која што пропишува според јачината на апаратот колку треба да биде дебелината на оловото. Па така имаме пола, 1, 1,5, 2, 2,5 и 3 мм олова. И видовте како изгледа, ќе се вратам пак еден чекор назад, еве како изгледа плочата каширана со оловен лим. Гледате од десната страна, значи ова е гипсената плоча и позади ова е оловното каширање кое што ги има овие дебелини. Нормално во системот, за да не се појави пукнатина на местото каде што се спојуваат плочите, се поставува самолеплива трака со исто така еднаква дебелина на олово како и плочата. Еве како изгледа. V111 систем, V112, зидна облога доколку е потребна и спуштен плафон. Втората плоча која што спомнав заштита од рентген е SafeBoard плочата. Реков дека е понова генерација на плочи, целосна замена за баритните, односно за оловните плочи во модерното градежништво. Ова се параметрите. Многу тешка плоча е, одлична е дури за звучна изолација. Спаѓа во категорија на противпожарни плочи и за да биде полесно при надзорирање на изведба на вакви системи, нејзиното јадро е жолто. Гледате од десната страна, стандардната гипсена плоча има бело јадро, SafeBoard е со жолта боја. Сега, затоа што обично регулативата пропишува дебелина на олово и лесно ви кажуваат дека за некој зид треба да ставите 2 мм олово или еквивалент. Кога се работи за SafeBoard плочите, има една многу лесна математика или табела која што се базира на барањето за оловен лим и јачината на катодната цевка, односно напонот на катодната цевка. Кај секој апарат за рентген има убаво декларирана јачина, односно напон на катодната цевка, изразена во волти и се движи отприлика од 50 до 60 киловолти. Тоа се послаби апарати за мамографија или за било што, до веќе 120-150 киловолти за помоќни апарати за рентген. И сега, гледате табелата, доколку регулативата ви бара, не знам, да речеме 1 мм олово, еве го примеров, регулативата бара 1 мм олово, а апаратот е 90 киловолти. Табелата покажува дека на 90 киловолти нормално бараме бројката што е над 1 мм, еквивалент на тоа се две плочи SafeBoard. Значи со две плочи SafeBoard на 90 киловолтен апарат имаме еквивалент од 1,4 мм на олово. Оловото е нормално најефектна заштита за рентгенско зрачење, меѓутоа како еквиваленти може да се употребат и сами бетонот и сите други масивни материјали имаат близок еквивалент до оловото. Нормално ова е најекономичната и најнормалната замена. Сега, каде се употребуваат? Во Македонија најчесто сме ги планирали овие системи нормално во болници, во амбуланти, се почесто во заболекарските ординации, апаратите за панорамско снимање на вилици веќе се незначителна сума и малтане секој модерен центар, односно секоја модерна ординација за стоматологија ги има апаратите. Во принцип, во такви скајнивните апарати кои се движат од 75 до 90, од 1 до 2 плочи сме употребувале. Ова што го гледате на средната плоча е системската исполна. Рековме дека на споевите оловните плочи имаат оловна трака, овде имаме баритна исполна. Не би се задржувал повеќе за рентгенот, затоа што мислам дека убаво го поминавме. Ако имате прашања, слободно може да ни ги поставите во чет. Она што дополнително само би го спомнал како фасонски делови, фасонски елементи на овој систем, нормално секој продор низ зидот, дали е дозна, дали е било каква инсталација што ќе направи дупка во
облогата, има начин да се врати нејзината заштита или со оловен штитник, оловна клапна да ја наречам, со соодветна дебелина, или ако се работи со сейфборд плочи, тоа е и доста поекономично решение, само две парчиња, или ако да речеме ако облогата од две сейфборд плочи, позади дупката се поставуваат две парчиња од сейфборд плоча. Значи тоа што е штетено да се врати назад. И би ги истакнал ова се релативно нови производи во нашата палета. Имаме готови прозори со рентгенска заштита, кои што се со специјален додаток на олово во стаклото и имаат нормални, да речам, некои модуларни димензии кои што се поклопуваат со интериерите. Еве како изгледа. Така да во принцип преградните ѕидови ги имаме во целост. Сега една мала кратка тема, ова како интермецо ми дојде кога ги спремав преска следовиве, површинска отпорност на кнаов материјалите и системите. Во продолжение ќе збориме за отпорност на куршуми и отпорност на обивање, меѓутоа често ме прашуваат, во последниве години многу школи направивме со гипсени системи и често ме прашуваат дали гипсот е отпорен на удирање. Нормално, секако дека е отпорен, меѓутоа ќе ви кажам и како е тестирано. Значи сите наши системи се тестирани на удар. За ова тестирање не постои стандард, постои само, да речам, процедура. Еве како се изведува тоа. Ова е под притисок лансирана топка, која што лансираат по различни агли и се мери дали ќе остави на системот оштетување или барем отисок. Под притисок се пушта топката, притисок кој што човечко тело не може толку брзо да лансира топка или било каков реквизит спортски и се мери оштетувањето. Сите наши системи кои што ги имаме во асортиманот се отпорни на вакви удари. Нормално дека што појака плоча се употреби, толку помало ќе биде, речам, како да го трагот од ударот, со тоа што еве ја препораката, двослојна облога, без разлика дали се работи за плафон, дали се работи за ѕид или се работи за ѕидна облога, за целосна отпорност се препорачува нормално растојание на профилите од 62,5 см и некоја од потешките, односно механички поотпорни плочи. Значи од кнаов соникборд па нагоре. Сега, затоа што ги користите нашите материјали, еве како изгледаат, еве таа категоризација на плочи. Значи за доволна површинска отпорност на удари е потребна од соникборд плочата, која што е категорија D, според стандардот EN 520, противпожарна плоча или диамант или видивол. Видивол и диамант се веќе плочи кои што имаат каде повисоко од бараната отпорност. Често збориме за клинео плочите за акустика. Знаете дека тоа се плочи кои што ќе ги покажам, ја ми убаво на парче во рака. Знаете дека се тоа плочи кои што ги користиме за акустика и одреден процент од тие плочи, а може тој процент да стигне до 25%, се перфорирани, односно 25% од плочата ја нема. Стандардно растојание на профилите, особено кога се работи на таван, за ваква плоча е 33,3 см. Само со зголемување тоест намалување на тој растер се добива појачување доволно за оваа плоча да издржи удар дури и од тешка или брза спортски реквизит или било каква топка. Одиме на нешто позахтевно. Многу често ме прашуваат дали нашите ѕидови се отпорни. Нормално не архитекти, многу ретко архитекти, најчесто крајен корисник. Дали ѕидот, од онакви банални прашања дали може да се закачи слика до онакви полупијани забелешки со бокс ке му влезам на комшијата. Значи дефинитивно ниеден наш систем не е толку слаб да се помине низ него, баш напротив, сега ќе ви пуштаме неколку видеа кратки да видите каква е отпорноста на нашите системи. Нашите системи во зависност од каква конструкција и каква плоча ќе се употреби, може да стигнете до вакво ниво да се отпорни на обивање. Ова се препорачаните објекти каде што се употребуваат вакви системи.
нормално стамбени згради, доколку е потребно таков сертификат на безбедност помеѓу становите, а по интерни правила или по државни правила, вакви зидови се потребни во банки, хладилници, архиви, финансиски институции со трезори и така натаму. Ова се системи кои се базираат на диамант плочата и морам накратко да ви го опишам како изгледа тоа. Значи по стандардот МКС N1627 како се тестира? Во лабораторија се пушта здрав, исправен момак, маж, на кој што му се дава стандардна опрема. По стандардот има стандардизирана опрема за RC2 и за RC3 категории. Значи тоа се мануелни алати, рачни рачни алати, мануелни или електрични, и се мери активното време на потребно да во зидниот систем да се отвори дупка низ кој што ќе помине човек. Што се симулира? Тука се симулира дека обивачот прави дупка во зидот, влага и почнува да краде. 3 или 5 минути се потребни активни за класите RC2 и RC3. Сега две појаснувања. Прво појаснување дека ова е активно време на рушење. 3 минути активно време на рушење е преку 15 минути работа и одмор. И RC3 нормално тоа е 5 минути, а второто појаснување е дека било кој керамички блок паѓа далеку под ова време. Сега, за да не биде дека јас само нешто еве ќе ви пуштам едно кратко видео. Само кажете ми дали не, дали го погледнавте. Мислам дека видео се емитуваше. Ако има некаков проблем, ќе ви го постирам на линк. Сега, пак ќе речам, и во овие системи има еве стандардизираната опрема со која што се работи. И пак е опрема која што предизвикува и бучава, така да во принцип нашиве системи се во најлош случај исто безбедни колку и традиционалните системи за кои што покрај кои што корисниците на системи мирно спијат. Сите овие системи се базирани на диамант плочата, која што сама по себе е многу јака. Сега, исто како што беше и кај рентгенската заштита, и овдека имаме системи кои што својата цврстина ја базираат на појачувањето од челичен лим, или имаме системи кои што супер. Имаме системи кои што цврстината ја должат на комбинација од цврсти плочи. Ајде ќе одиме прво на системите со челичен лим. Имаме две категории повтора на системот, RC2 и RC3. Овде имам сгрешено, ова не е RC2, туку ова десно е RC3. Тоа е истиот систем, значи систем ист како оној V112 што често го збориме, значи единична конструкција, две диамант плочи и помеѓу нив се поставува челичен лим со дебелина од 0,5 мм и од едната и од другата страна.
Вторава категорија на RC3 е добиена со многу интересна финта. Истиот систем е поставен со тоа што пред да се постави втората диамант плоча на дворешната, целата површина на лимот е премачкана со полиуретанско лепило. Мал трошак, малте никаков трошак на целиот систем, меѓутоа што прави лепилото прави кога ќе почне обивачот да го крши зидот, да не паѓаат големи парчиња од надворешната плоча. Тука ќе ви пуштам едно видео, до некаде комично, снимано е во живо на нашата Кнауф Академија за архитекти во Србија 2016 година. И го пуштам видео со звук, ќе го оставам на рада да си го гледате. Малце е комично затоа што во улогата на обивач е нашиот колега Невојша, инструкторот за системиве од Белград, кој што убаво ќе се помачи да направи дупка во зидов. Погледнете за колкава дупка ќе направи за Gorane, se čujemo? Ajde, molim vas da vidimo da li može da se takav zid probije. Ajde da Evo, imamo model takvog zida gore opisanog. Imamo našeg provalnika koji će pokušati sa standardnim alatom koji uspio iz gepeka automobila da izvuče, da krene da razbije taj takav zid. I gledat ćemo da mu damo i neko vreme, da vidimo koliko mu zapravo vremena treba, pošto ljudi kažu da to GMO ide jako brzo. Evo, krećemo s vremenom. Razbojniče, probaj da ga razbiješ. Gorane, izgleda da ovdje imamo neki problem. Ovaj zid se razlikuje od standardnog zida, ima neki lim unutra. Da li možeš da nam pomoći? Nekakav lim, ne može ništa se razbije. Razbijet ćemo ga i dalje, ali vidi šta možeš da nam sačiniš. Evo sad ćemo da vrstimo o čemu se radi. Koji je imao metalnu konstrukciju sa ove strane od dve diska. Neko se setio, dodao još jedan između. Taj zid posjeduje ploču
jedno skidanja 5 minuta i ukupanje 20. Vidimo šta je ovdje nešto. Evo, ne čujemo se. Evo, ja sam pustio vreme što može da se vidi 4 minuta nije prestao da razbije zid i kada se vidi ovdje jako malo integriteta narušio, tako da mislim da nije uspeo tih 5 minuta da bilo što prestane zidu ili da prođe na drugu stranu. Nije uspeo, neki je uspeo da se nije na Tako je. sljedeći to je poča, a kamo li pređe na drugu stranu. Upravo to, Gorane. Evo, Gorane, pratimo te da istekne tih 5 minuta, da bude isteklo 5 minuta, molim te da neki nalarm, molim i reži da pusti neku muziku, Evo ga obrojavanje. Prošlo je tačno 5 minuta. E pa dobro, nešto što si radio, gotovo, završena priča, je bilo teško. Ajde aplauz jedan za nešto. Gorane, šta kažeš? Možemo da... Се надевам дека ви беше интересно видеово. Иначе видео ни го емитувавме во живо во еден настан во Србија, во Стара планина, така сика местото, и додека со гостите архитекти ги следевме презентацијата во салата за презентации, во конгресната сала, ова се случуваше во подрумот на објектов. Видовте дека колегава највише се измачи пробувајќи да го пробие челичниот лим. Челичниот лим е така фиксиран да има преклоп од 10 см. Така да, во принцип, нормално дека гипсот ќе попушти побрзо од лимот. Лимот многу го одложува пробивањето. Во замисусот, значи еве ги го поправив ова RC3. Ова RC3 класата на отпорност и нормално со полиуретанскиот лим е тоа што го зборевме преска. Последната тема што ги покрива нашите зидови е најавено зидови отпорни на пропукување. Гледам дека има меѓу гостите архитекти има и помлади генерации кои што не го препознаваат ликов од лева страна, прљавиот Хари Калахан. Значи, кога се работи за пропукување, зидови отпорни на пропукување, тука постои стандард, МКС N1522, многу интересен стандард кој што пропишува различни категории на отпорност од пропукување. Ова е подрачјето на примерено овие системи, значи откако станавме НАТО земја, вакви простори се пропишани во сите министерства за одбрана и за внатрешни работи, потоа трезори, без разлика дали се работи за банки или за други финансиски институции, тоа се обично по нивни интерни правила, потоа важни канцеларии, со блага насмевка кажувам дека во Скопје на неколку сомнителни ликови, што од подземје, што од финансиски свет, во приватни станови, во стамбени згради низ Скопје сме им правеле вакви спални соби. Значи јас имам лично учествувано во изградба на 3 спални соби отпорни на куршуми. Така да некојаш може да биде лично барање на клиентот. Во секој случај постојат категории на овој стандард, постојат категории од FB1 до FB7. Тоа е категорија според тоа на кој тип и калибар на оружје треба зидот да биде отпорен. Во мирнодопски објекти, какви што најчесто ние како архитекти работиме, највисока категорија која што се бара е FB4. Тоа е рачно, неавтоматско оружје, така да зидот кој што ќе го видите на следниве неколку слајда е систем кој што е до FB4, односно, затоа го ставив Хари Калахан, тестирање со 44 мм калибар 4,4 Magnum Remington. Еве како изгледаат тие калибри, значи тоа е калибар на оружје кое што има зрно од 15 грама и кое што се движи со брзина од до 440 метри во секунда. Оно што е интересно кај овој систем е што не се разликува од стандардните V112 со диамант плоча, меѓутоа во срцето на овој
во срцето на овој систем се наоѓа нашата плоча Торо. Тоа е многу моќна плоча од гипс фазер. Спомнавме неколку пати денеска на презентацијата гипс фазер. Тоа е плоча од пресуван гипс со додаток од хартиени влакна. Значи, знаете дека сме ја користеле во ваши проекти кај фасадни зидови, кај моќни, кај зидови со врвна звучна изолација, кај подни системи. Торо плочата е доста по-дебела и е таа плоча која што во овие системи го спречува продорот на куршумот. Се враќаме на презентацијата. Стандард. Дали ме слушате или ме гледат, имам некој прекин на и сукочи прозорот. Се надевам дека ме гледате, дека ќе се стабилизира сликава. Ајде. Ако се уште емитувам, пошто прозоров не ми се пушта, ако се уште емитувам, ве молам некој нека ми пише на Viber дека е се окей за јас да продолжам со слайдов што ми е на ваква на екран. Што мрзам технологија. Океј, супер. Ја гледате презентацијава, само да ја вратам тогаш. Ја гледате презентацијава, веројатно да. Океј. Значи, фала ви многу. Фала. Значи, еве од на десната слика се гледа како оваа плоча ги спречува изстрелите, проектилите од оружјата. Гледате дека не стигаат ни до средината. Како иде тестирањето? На фиксиран огнен оружје, од тоа оружје се испалуваат 3 проектили во иста точка од зидот и позади зидот се става специјална многу тенка алуминиумска фолија, која што после тие 3 истрели во иста точка се проверува дали има и најмал шрапнел што излегол од зидот. Ако нема, зидот го поминал тестот. Така да, еве како изгледа тоа во пресек. Значи, стандарден В112 со диамант плоча и со Тора плоча во срцето на зидот. Ако се бара и дополнително висока звучна изолација или противпожарност, може да се комбинира и со минерална волна системот. Нормално ваквите системи не смеат да имаат ни најмала слаба точка. Нормално си имаме. Јас се гледам. Добро. Значи дека не ги гледате овие слайдови што течат се? Сите пишуваат, тебе те гледаме, добро. Момент само. Ја ќе се вратам назад, се надевам дека не ви одземам време. Не, у тие години сум која треба да се почне да се мрзи технологија. До година 40 правам така да брадата имам више, уште качкет ми фали да почнам да зборам против демонската технологија. Ме гледате? Океј? Мислам дека се вратив.
Ме гледате сега? Ја мислам дека се вратив. Да или не? Да, супер. Супер е? Се гледа? Се гледа. Да, одлично. Одлично. Продолжуваме од кај што застанавме. Пак ја засакам технологијата. Само да го споделам ова. Одлично. Еве го како се гледа. Сега нормално еве го во пресек како изгледа. Значи, стандарден V112 со диамант плочи. Со диамант плочи и ова е преска, добро. И во срцето на системот торо плочата. Нормално дека во вакви системи не сме да има слаба точка. Еве како изгледаат детали на надворешен ќош. И еве како иде вградувањето на плочите со преклап. Еве како ги спречува изстрелите. Кратко само, кога во следниве неколку месеци ќе бидеме сите многу активни на поле на противпожарност, знаеме сите зашто, заради немилиот настан. Само ќе спомнам еден интересен систем кој што има огромна противпожарна заштита и механичка отпорност. Според стандардот МКС N13501 постои нашите противпожарни системи штитат изолација 90-120 минути и нормално и интегритетот на зидот. Меѓутоа постои една категорија на безбедносни зидови кои што освен противпожарност носат и и механичка заштита по истекот на пожарот. Тоа се високи системи базирани на диамант кои што и по истекот на бараното време, значи ако пропишете дека некој зид треба да има 90 минути противпожарност и по истекот на тие 90 минути системот ќе има механичка отпорност. Ова чисто да ви го нафрлам затоа што странските инвеститори обично кои градат фабрики најчесто во Македонија ги имаат овие барања. И на крај една многу далечна тема од секојдневието во Македонија, меѓутоа многу интересна и за мене, се надам дека и за вас. Заедно правиме десетици, илјадници објекти со сувомонтажни системи во текот на годината. Меѓутоа, кога збориме за безбедност, никогаш не сме, барем јас не сум помислил, што значи и безбедно користење на објектите. Ова е една категорија на материјали кои што Централна Европа веќе на големо ги зборува, значи во сите наши системи, во сите наши јавни простори на кои што им треба вакво одржување, веќе се предвидуваат носиви точки, без разлика дали е зид, дали е плафон, веќе се предвидуваат носиви точки со голема носивост. Ова се специјални држачи за нашите системи кои што можат да издржат динамично оптоварување до 500 и до 600 кила, значи и до тон. Тоа значи вака еден лик кој што го одржува објектот или можеби и се уште го гради. Во случај да се откачи и да падне со своите 80, 90, 100 килограми прави динамичен ударот многу повеќе. Ова се вакви прицврстни точки кои што, пак ќе речам, многу се далеку ни изгледаат далеку за нас во Македонија, меѓутоа како инженери мораме да почнеме да ги предвидуваме ако планираме објект кој што треба да биде лесен за одржавање, па и безбеден за користење. Ја мислам дека тука завршувам, а доколку имате некакво прашање, слободно може да ми поставите на четот. Додека вие размислувате што прашање ќе ми поставите, ја ќе кажам дека мислам дека многу лесно го издржав овој, реков, не креативен вебинар, значи не е вебинар кај што ви ги одврзувам рацете, ви покажувам дизајн и ви покажувам што се може со нашите системи, туку баш покрив едно подрачје на безбедност и заштита со нашите системи. Ама во најскор рок, односно во следниве 2-3 термини за вебинари, гледам да биде тоа секој втор четврток, ви ветувам интересни и креативни вебинари во делот на дизајнот и ви најавувам една нова активност со КНАУФ, а тоа е дискусии со истакнати архитекти на различни полиња.
дизајн, внатрешен дизајн, фасади, стамбени објекти, така да слободно очекувам дури и да предложите некој колега кој што ќе биде интересно да се слушне, да го сподели своето искуство во македонската архитектура. Дали имаме некакво прашање? За сега не. Иако нема прашања, ќе ве разберам, затоа што стварно се ова системи кои што во принцип не се секојдневни. Пошто е веќе 3:13, 3:14, јас би го завршил овде вебинарот, да не излегуваме од оние 45 препорачани минути. Ви се заблагодарувам за присуството и ви се извинувам за, како беше се извинувам поради технички причини. Ви се извинувам за проблемите со врската и ве поканувам доколку имате било какво прашање што дополнително ќе ви се јави на оваа тема, слободно контактирајте ме. И посакувам убаво последручек и да си го искористите убаво време. Се гледаме. И посакувам убаво си го искористите време и се гледаме за 2 недели на поинтересна тема. Фала на вниманието. Чао.